По рекламите се враќаме во студиото на Ирис телевизија. Усвоен буџетот на Штипската клиничка болница за оваа година, за разлика од лани, најголемиот здравствен центар во југоисточниот дел во државата ќе располага со 412 милиони денари, што во однос на минатата година има благо покачување за само 3%. Предвидени се реконструкции и санации на нови оделенија, набавка на нови апарати и воведување на нови методи. Предвидени се средства за набавка на нова болничка постелнина, како и за униформи на здравствениот персонал. Усвоен е новиот буџет на Штипската клиничка болница. Во оваа година, најголемиот здравствен центар во југоисточниот дел во државата ќе располага со вкупен буџет во висина од 412 милиони денари. 70% од буџетот ќе бидат наменети за плати, а остатокот за набавка на лекови и апарати, реконструкција на оделенија, како и воведување на нови методи. Најголем дел, односно 36 милиони денари, ќе бидат наменети за набавка на лекови, што во однос на минатата година, оваа ставка е зголемена за 12,5%. Понатаму, како поголема ставка е ставката за интервентната кардиологија, која здравствена услуга зазема се поголем замах и се поголем број пациенти се лекуваат во клиничката болница. Средствата одвоени кои ќе се одвојат за интервентна кардиологија изнесуваат 12 милиона. Речиси 25 милиони денари од вкупниот буџет се наменети за набавка на нафта, остеосинтетски материјал, хируршки конци, како и медицински потрошен материјал за операционите сали. Околу 2 милиони денари од буџетот ќе бидат издвоени за втората фаза за реконструкција на физикална терапија, а 7 милиони денари за набавка на нови апарати. Значи, сите оделенија имаат барања, никогаш не се доволно средства во здравството, меѓутоа со кое располагаме, тие пари ќе ги насочуваме и ќе даваме приоритет. Оваа година приоритет е набавка и овозможување на работење на веќе постојниот апарат на оделението урологија, на ортопедија и на хирургија. Пари од буџетот се предвидени за набавка и на нова болничка постелнина, како и за униформи на здравствениот персонал. Се работи интензивно на подготовката на техничката документација поврзана со изградбата на регионалната депонија, отстранувањето на дивите депонии во регионот во прв план, а општините треба да дадат виза за најсоодветна локација каде треба да никне регионалната депонија. Продолжуваат активностите за подготовка на техничката документација и студиите за оценка на влијание врз животната средина, поврзани со подготовките за изградба на регионалната депонија. Односно студијата за изводливост, студијата за оценка на влијание врз животната средина, студијата за трошоци и придобивки и техничката документација за инсталацијата за преработка на отпад. Значи, овие сите 4 документи се работат паралелно. Физибилите студијата е скоро завршена, а во тек на изработка се другите останати кои што ги наведовме. И на кој проект е текови, значи тој се уште се одвива. Беа направени посети на терен, апелирање на 16 локации, избрана соодветна локација и сега се очекува, значи спрема оваа избрана локација, преферирано се работат сите овие други документации. Работната група за проектните активности поврзани со врска со регионалната санитарна депонија на состаноците ги разгледува можните идни проектни активности. Чистењето на дивите депонии приоритет. Би сакала да кажам дека во текот на минатата недела на состанокот техничкиот состанок во врска со оваа студија која што се одржа во Министерството за животна средина и просторно планирање, да сме известени дека на другите два претходни проекти кои завршија во август 2016 година, дека се одобрени од страна на ревизијата на Европската унија. Станува збор за проектот за чистење на дивите депонии или соодветните депонии и на проектот за набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад. Значи, овие два проекти се одобрени од страна на Европската унија и понатаму очекуваме дека ќе бидат распишани тендерите за нивна реализација.
Регионалната санитарна депонија треба да го реши проблемот со управувањето на отпадот во регионот, а истата ќе биде изградена на најсоодветната локација за која што општините ќе треба да дадат виза. Министерството за економија од годинава воведува субвенционирање на домаќинствата за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Огласот ќе биде објавен до крајот на месецов, а ќе трае до крајот на август. Владата има обезбедено 20 милиони денари за овие субвенции, при што се надоместуваат до 50% од направените трошоци, но не повеќе од 500 евра во денарска противредност по домаќинство, информираат од Министерството за економија. Според критериумите, надоместокот на дел од средствата за купени вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци ќе го остварат лицата кои имаат купено и вградено во своите домови ПВЦ или алуминиумски прозорци во периодот од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот оглас. Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот прв дојден, прв услужен. Украдени се црковни звона од камбарија во црквата Свети Пантелеймон во Кочанско, Панталеј. Кражбата се случила ноќта на Водици наспроти празникот Свети Јован. Вредноста на црковните звона се проценува на околу 2000 евра. Кој зошто би украл црковни звона од камбанарија на црква за корист или да се сквернави светоста на светите храмови? Непознати кратци се дрзнале да посегнат по 2 црковни звона изработени од месинг од камбанаријата на црквата Свети Пантелеймон во Кочанското село Панталеј. Како го сториле тоа и како двете звона тешки околу 140 кг ги однеле оттаму ќе истражува полицијата. Црковните лица со осуда кон овој чин и кражбите од верските објекти. Ваквите кражби не се нешто непознато за нас, како што знаеме од претходната година, речиси на во сите храмови во Кочанското архиерејско наместништво беа пријавени кражби, кои што кратците дали од незнаење не зедоа ништо, туку само направија некоја мала минимална материјална штета. Ова нека биде еден апел до луѓето кои што за жал се земаат за слобода да ги осквернуваат ваквите светилишта, да не го прават тоа, бидејќи иако немаат страф од луѓето, од авторитетите, од полицијата, па нека покажат страф од Бога. Црковните звона биле украдени ноќта на Водици спрема празникот Свети Јован Крстител. Нивната вредност се проценува на околу 2000 евра. Полицијата трага по сторителите. Ова не е прва кражба пријавена од овој манастир. Преклани најмногу на истокот или околу 30 цркви во Кочанско беа мета на арамии. Тројца кочанци, жител на Кумановско Тромега, од денес се со кривични пријави од Баровската полиција. Полицијата се сумнева дека вршеле јавен превоз без потребните лиценци. Правопријавениот виничанец, 54 годишен, во камионот превезувал 4 кубни метри дрвни сортименти со уредна документација, но истиот не поседувал лиценца за вршење на јавен превоз. Без лиценца дури 12 метри кубни и 4 метри кубни дрвни сортименти со сканија превезувале и второ и трето пријавените обвиничани. 49 годишниот Кумановец бил сопрен од полицијата со натоварени 12,50 метри кубни дрвни сортименти. Имал уредна документација, но немал лиценца за превоз. Кривичната пријава од полицијата се за несовесно работење во службата. И виничката полиција денеска поднесе кривична пријава против 28 годишен кочанец кој се товари за несовесно работење. Лани како благањик во фирма се сумнева полицијата дека предал кусок на смената и незаконски присвоил 181.000 на штета на скопска фирма што го вработила. Универзитетски професори и наставници од Македонија, Бугарија, Романија и Кипар, кои се дел од управувачкиот комитет на проектот Математичка дебата, денеска го имаа првиот состанок на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Целта ќе им биде учениците да изучуваат математиката со љубов. Универзитетски професори и наставници од Македонија, Бугарија, Романија и Кипар заеднички работат како на учениците да им ја приближат и да не стравуваат од предметот математика, со цел поголем дел од нив да станат идни машински, електроинженери, информатичари, економисти и математичари, професии кои се барани на пазарот на трудот на секаде во светот.
Деканот на електротехничкиот факултет Татјана Паченска-Атанасова вели дека проектот кој во наредните 2 години ќе се реализира треба да понуди позитивна дебата за изучување на математиката, нови методи, електронски платформи за да ги мотивираат учениците да ја изучуваат математиката. Забележува дека математиката е меѓу топ приоритетите на земјите членки на Европската Унија. Сакајки да ја надминеме оваа дупка и да помогнеме и во нашата држава да се развие една позитивна математичка дебата, ние се одлучивме да аплицираме за овој проект, барајќи извонредност во изучувањето математика преку подигање на мотивацијата кај учениците за изучување, сакаме да ги ставиме во малку проактивна улога, да ги прашаме што тие сакаат да прават, на кој начин сакаат да прават, каде ние како наставници треба да се промениме, дали може би треба да се растеретат наставните програми од некои содржини. Смета дека наставниците по математика треба да го прифатат и предизвикот и да почнат самите да се менуваат во пристапот кон учениците, но и во методите кои ги користат за изучување на нивниот предмет, при тоа користејќи и компјутерите и интернетот. Целите на проектот, кои што меѓу другото имаме и задача да го модернизираме процесот на едукација, работејќи на развој на е-платформа како модерна технологија која што би се применувала во наставата по математика, а би се фокусирала на користењето на информатичката технологија и мобилните апликации во меѓусебната комуникација помеѓу учениците од различните земји, давањето на поддршка и помош во изучувањето математика, избор на наставните методи, дискусија околу примените на тие методи во практиката, поврзување со реални, со животни проблеми. Наставниците од трите основни училишта од Македонија, Бугарија и Романија, кои се вклучени во проектот Математичка дебата, признаваат дека учениците имаат љубов кон математиката доколку тие часот им го направат поинтересен, применувајќи нови методи. Математиката од прво до пето одделение е како описменувањето во јазикот и затоа веројатно им оди полесно, веќе од 6 одделение нагоре се приоѓа кон математиката како кон наука. Нам учениците ни доаѓаат подготвени за работа, значи со љубов кон математиката и веројатно сега прашањето е дали тука голем удел во љубовта или во опаѓањето на интересот за кај учениците имаат и наставниците. И секако дека имаат, иако има нови генерации на наставници, иако има континуиран професионален развој на наставниот кадар, сепак е возрастните промените одат поспоро и некако настанува еден расчекор во движењето напред. Според истражувањата на Британската агенција за економија на пазарот на трудот во Европа, до 2030 година ќе бидат потребни над 2 милиони луѓе кои поседуваат математички вештини. Проектот Математичка дебата е поддржан од програмата Еразмус Плюс и од Националната агенција за европски образовни програми и мобилности. Општина Македонска Каменица од годишниот буџет планира да одвои 1 милион денари за проектот од социјалната сфера. Средствата се наменети за поддршка на семејствата во социјален ризик. И оваа година општина Македонска Каменица ќе одвои околу 1 милион денари средства од буџетот за помош на семејствата во социјален ризик. Ово е износ што приближно од околу милион денари, кој што е обезбеден во буџетот на општина Македонска Каменица за 2016 година. Исто така е планиран и во 2017 година, паралелно и со многу другите акции кои што ги водиме со нашите поддржувачи, спонзори и соработници, како што се Рудникот, САСА, Сдруженијето на пензионери, нашиот културно-информативен центар и невладините организации кои што ги имаме во нашата општина. Така да нашата општина покажува посветеност за сите проблеми со кои се соочуваат граѓаните, се со една единствена цел да ги подобриме условите за живот и за функционирање во општина Македонска Каменица. Поддршката не изостана и лани. Од општинската каса се слеја средства за новороденчиња, помош за лекување во странство и исплата на еднократна парична помош.
Во 2016 година имаме доделено финансиски средства во висина од 412.000 денари, кои што се дадени за новороденчиња, кои што влегуваат 68 новороденчиња во општина Македонска Каменица. Имаме дадено околу 280.000 денари финансиски средства кои што поминале како одлука на Совет за тешки оперативни зафати или за лекување во сранство, и на 450.000 денари финансиски средства кои што се дадени како еднократна парична помош. Општина Македонска Каменица ќе продолжи да инвестира во инфраструктурата, но и во културата, спортот, образованието и социјалата. И годинава нема да изостанат проектите ниту помошта за граѓаните, вели градоначалникот Митевски, потенцирајќи ја соработката со бизнис заедницата и невладиниот сектор. 15.000 геодетски елаборати неопходни за комплетирање документација за легализација на дивоградби не се доставени до општините до истекот на законскиот рок до крајот на минатата година, поради што катастарот ќе побара продолжување на рокот. Податоците од геодетските фирми покажуваат дека до крајот на декември лани 5.000 елаборати, иако били изготвени, не биле подигнати од странките. 10.000 елаборати геодетските фирми не успеале да изработат, затоа што барањата за нив биле поднесени пред истекот на рокот и немале доволно време. Од март 2011 година, кога започна процесот на легализација, заклучно со 31 декември лани, геодетските фирми примиле 240.000 барања за изготвување елаборати. Од нив 225.000 се изработени и се подигнати од странките. Наскоро ќе почне покривањето на северната трибина на градскиот стадион во Штип. Денес започна тендерската постапка за изработка на настрешница која ќе биде долга 100 метри. Со затоплувањето на временските прилики ќе продолжат и градежните активности околу реконструкцијата на градскиот стадион во Штип. Едно од зацртаните обврски за новиот изглед на градски беше покривање на едната трибина. Денес е отпочната тендерската постапка за набавка на работи и изработка на настрешница за покривање на северната трибина на градскиот стадион во Штип. Проценетата вредност на проектот изнесува околу 4.500.000 денари и според податоците од проектната документација, трибината треба, тоест надстрешницата треба да биде околу 100 метра долга и широка 6,50 метри. Крајниот рок за доставување на понудите според податоците од огласот е 13 февруари 2017 година, пошто ќе следи евалуација на пристигнатите понуди и закажување на електронска аукција, каде сите заинтересирани понудувачи ќе имаат можност да ги ревидираат првично поднесените цени. Новата рува на градски веќе содржи повеќе новитети, почивајќи од прекрасниот терен на кога веќе се одиграат 3 надпревари и секако инсталирањето и активирањето на рефлекторите за одигрување на ноќни надпревари. Покрај трибината треба да се реконструираат уште неколку елементи, меѓу кои се обликувалната со придружни простори и елементи. Тоа беше и последната информација од спортот. За повеќе информации посетете на iris.mk. Имајте пријатна вечер.